Гласот на Америка присуствуваше на 55-тата размена на воени заробеници меѓу Украина и Русија, што се случи символично на прославата на 33-тиот ден на независноста на Украина. Ова е прва размена на затвореници меѓу двете земји откако Украина ја започна својата операција во регионот Курск. 115 украински заробеници се вратија дома. Според украинскиот координативен штаб за третман на воени заробеници, сите војници се регрути, вклучително и оние кои беа заробени во првите месеци од целосната инвазија на Русија во февруари 2022 година. Сьогодні повернути 115 наших героїв додому. Денеска успеавме да вратиме дома 115 наши херои. Вкупниот број на наши ослободени граѓани до сега не е 3405, туку 3520 херои и хероини. Украинските војници изгледаат исцрпени, но среќни што се дома. Многумина од нив, како Евхен, кој не сакаше да го каже целото име од безбедносни причини, поминаа 2,5 години во руско заробеништво. Просто 2,5 года. 2,5 години, тоа е многу тешко, но добро е. Издржавме. Нашите момци се уште се таму, чекаат да се вратат дома. Возвращение домой. Мы пробыли столько в плену, я думаю, не зря. Поминавме толку многу време во заробеништво што мислам дека не е за џабе. Поголемиот дел од момците кои беа разменети ќе ја продолжат својата служба, ќе продолжиме да ја браниме нашата татковина. Најважно е да се држиме, а не да попуштаме. Дуже тяжко. Многу е тешко да се биде во заробеништво таму, илјадници километри од дома, навистина е многу тешко. Председателот Володимир Зеленски вели дека една од главните цели на украинската операција во регионот Курск е да се зголеми разменскиот фонд и да се вратат украинските затвореници. Загалом ця операція стала найбільшою. Општо земено оваа операција стана наша најголема инвестиција во процесот на ослободување на украинските мажи и жени од руско заробеништво. Заробивме голем број руски затвореници во една операција и ова е значителен резултат. Тоа е една од нашите цели. Оваа размена се случи 3 недели по изненадувачкиот упад на Украина во Русија. Според украинските власти, украинските сили веќе заробиле илјадници руски војници. Многу од нив се регрути. Руското социјално движење за пребарување и враќање на руски воен персонал од заробеништво извести дека 115 руски регрути биле вратени во Москва како дел од размената. Иако нема официјална потврда дека овие руски регрути биле заробени во регионот Курск, многумина во Украина веруваат дека операцијата во Курск ќе ги подобри шансите украинските заробеници да се вратат дома.